Почитувани гледачи, добар ден. Медицинско катче на слободен печат. Секој од нас, барем еднаш во текот на неделата, го изговара зборот "ме боли глава". Што значи овој термин, кога главоболките се опасни и кога е вистинското време да се оди на лекар? Дали секоја главоболка е загрижувачка? Дали од главоболките, позади главоболките се кријат некакви сериозни здравствени состојби? На дел од овие прашања утрово ќе се обидеме одговор да дадеме со доктор Марија Гешовска, невролог од приватната болница Аџибадем Систина. Докторка, добар ден. Добар ден. Ви благодарам што го прифативте гостувањето во Слободен печат. Ми е задоволство и благодарам на поканата. Во најавата кажав за она што е денес тема во медицинско катче, главоболките и сериозноста од нив. Кажете ми кога е вистинското време да се оди на лекар, бидејќи прочитав некаде дека доколку 15 дена во текот на месецот ве боли глава, секогаш станува збор за некаква загрижувачка состојба. Главоболката е еден од најчестите симптоми на кои што пациентите се жалат, не само во невролошките, специјалистички амбуланти, туку и воопшто. И најчесто тоа не е сериозна состојба, односно не треба веднаш да се применуваат скапи и непотребни снимања. Важно е да кажеме за гледачите дека главоболките треба да се разграничат дали се примарни, односно дали е главоболката болест, како што е, например, мигрената, за која денес предпоставувам најмногу ќе посветиме внимание, или тензискиот тип на главоболие, или главоболката е секундарна. Секундарна значи предизвикана од нешто друго. Обично тоа се ред флекс, односно знаци дека се работи за сериозна главоболка, зборувам за сериозните. Најчесто тие се јавуваат во склоп на повреди на глава, процеси во мозокот од типот на васкуларни или неваскуларни малформации и болести, системски болести или болести најчесто локални на очи, синуси или назофарингс. Така. Кога е вистинското време, ве прашав да се оди на лекар, односно кои се симптомите, односно колкава треба да биде прагот на болка за да се консултира невролог? Ако зборуваме за хронични главоболки кои репетитивно се стереотипно повторуваат, тогаш нема потреба од итност и нема потреба од ургентно јавување на лекар. Секако, ако пациентите доживуваат главоболка која по јачина, по карактер е многу силна, обично доаѓаат и викаат никогаш во живот не сум имал ваква главоболка, ако се работи за пациенти кои имаат повеќе години, односно се во повозрасна старосна група, или имаат некои пропретни коморбидитети, тогаш треба јавување на лекар во најбрз можен рок како би се поставила точна дијагноза и најдобар терапевски пристап. Има ли некое специфично место на главоболие кога го поврзувате со одредена дијагноза и кога станува збор за мигрена? Така. Обично главоболките кои што се дифузни, шетаат, мигрираат, боли цела глава, обично тоа оди во правец на бенигност, односно на не така лоша дијагноза и прогноза, би рекла. Главоболката кај мигрена конкретно е обично унилатерална, значи тоа значи дека боли половина глава. Болката е лоцирана на чело, слепоочници и околу очите и по карактер е пулсирачка со јак интензитет. Болки кои траат долг период на одредено место на главата, исто така се, да кажам, состојба на итност или состојба кога треба порано да се јавите на лекар, така да карактерот на болката, локализацијата на болката, ова зашто конкретно ме прашавте, е еден од важните параметри која детерминира и дијагнозата. Можеме ли пластично да објасниме каде болат синуси, каде боли мигрена, каде, пример, би се посомневале вие како невролог дека станува збор за некаква туморозна болка? Така. Мигренозната главоболка, реков, е обично хемикранијална. Хемикранијална е медицински израз за половина глава. Тоа може да биде и лево и десно, кај некои пациенти најчесто има претензија да фаворизира една страна и таа главоболка по карактер е, рековме, пулсирачка, како некој да ве удира со чекан, така го опишуваат пациентите, и лоцирана е, рековме, чело, слепоочница, околу око. Болката предизвикана од синуси, синусната главоболка
е исто така доста честа и многу често и се меша со мигренозната главоболка, затоа што и таа е локализирана во пределот на челото околу очите. Меѓутоа и таа главоболка секогаш има пропратни симптоми на инфекција. Запушен нос, покачена телесна температура, главоболката се засилува, агравира ако ја мрдаме главата, ако се наведнуваме поради притисочните разлики, нели, така да тоа ќе не наведе дека болката е од синуси, по потекло од синуси. Следното прашање беше за главоболка предизвикана од тумор. Така. Тоа е, морам да кажам, секоја главоболка најмногу ги плаши пациентите дека се работи за тумор, нели, тоа е оправдано. Меѓутоа, главоболката обично е доцен симптом на туморот на мозокот. Тие главоболки се страшни главоболки кои секогаш одат со некои пропратни невролошки симптоми, пропратни невролошки знаци на прегледот кои ние лекарите би ги виделе, главоболки кои што не се смируваат на аналгетици кои ги користиме дома, не ви даваат да спиете, ве будат од сон, аспектот на пациентот е нели тешко болен, така што тие главоболки се обично и процентуално за среќа многу ретки. Така. Има ли некаква врска меѓу епилепсијата и главоболка? Ги поврзувате ли некако, бидејќи секако имате и пациенти кои што имаат и епилептични напади? Да, постои поврзаност. Најмногу поврзаноста се јавува после епилептичен напад, односно ако пациентите кои имаат дијагноза епилепсија доживуваат епилептичен напад, се јавува таа, ние викаме постиктална главоболка. Значи, откога самиот напад ќе заврши, пациентите се жалат на главоболка. Тоа е една поврзаност меѓу овие две дијагнози. Другата поврзаност е што често коегзистираат кај една иста особа, кај еден ист пациент, по различни механизми на делување. Така. Како се детектира мигрената? Освен нели главоболка, има ли нагон на повраќање? Кога се сомневате, односно кога ги правите испитувањата за да докажете дека е мигрена во прашање? Да. Токму тој симптом што го спомнавте е еден од дијагностичките критериуми за мигрена, затоа што мигрената се дијагностицира, ние викаме амбулантски, од клинички преглед. Не постои испитување кое што ние би го назначиле и вас би ви ја потврдило дијагнозата на мигрена, магнетна резонанца, ЕГ, значи тоа не докажува мигрена. За да докажеме мигрена, пациентот треба да има најмалку 5 стереотипни напади, значи стереотипни би било слични еден на друг, значи да боли пола глава, интензитетот на главоболката да биде јак до умерен, се засилува при рутински физички активности, секогаш е пропратен со некој симптом како гадење, повраќање, можено не мора повраќање, фотофобија и фонофобија, значи пациентите се жалат дека им смета светлината, им света звукот. Главоболката трае од 4 до 72 часа и кога вакви напади ќе имате 5 или повеќе, дијагнозата е веќе јасна. Како се лекува мигрена? Мигрената се лекува на два начини. Прво се лекува акутен напад, тогаш кога ќе се случи мигренозна атака. Тоа се аналгетици. Обично ако помагаат аналгетиците кои ги имаме во домашните аптеки, се советуваат пациентите да ги земаат нив доколку им помага. Доколку се работи за појака главоболка, постои посебна група на аналгетици кои што се викаат триптани и условот е тие да се земат на самиот почеток на главоболката, пред да го достигне таа својот максимум, бидејќи таа не почнува наеднаш со истата силина, туку постепено го достигнува, кулминира. Значи, триптаните треба да се земат на самиот старт. Некогаш може и да се комбинираат триптани со аналгетиците кои ги познаваме. Тоа е еден начин на лекување. Доколку пациентот доживува многу мигренозни напади, кои му го реметат квалитетот на живот, доколку овие лекови не му помагаат или од некоја друга причина не може да ги зема, тогаш се препорачува профилактички третман. Профилакса значи дека даваме лекови од 3 групи, кои што треба пациентот да ги пие секој ден подолго време, како би му се проредиле нападите. Тоа се лекови од групата на бета-блокери, лекови од групата на антидепресиви или антиепилептици. Кој лек ќе го избереме зависи од пациентот, од неговата состојба, возраст, другите коморбидитети, болести ако ги има и нормално од неговите желби и очекувања. Така. Поради што се појавува мигрената? Мигрената е васкуларен тип на главоболие, се појавува најчесто затоа што невроните, нервните клетки се хиперсензитивни на надворешни стимулуси.
Треба да спомнеме дека тоа многу често е генетско заболување, а факторите од околината, од надворешноста ќе фаворизираат појава на мигрена. Тоа е патофизиолошки медицински механизам на јавување на болката, да кажам. Може би за гледачите ќе биде поважно дека мигрената може да биде тригерирана, предизвикана од хормоналниот статус кај жена, бидејќи е почеста кај жена, од психички, физички стрес, од изгладнување, од дехидрирање, прекумерно спиење или премалку спиење, од одредени намирници во исхрана, чоколадо, сирења, црвено вино и од фактори климатски, стрес. Спомнавте дека жените се повеќе на број кои што заболуваат од мигрена. Има ли тука некаков тригер, односно зошто се жените кај жените повеќе се јавува мигрена? Да, односот жени наспрема мажи во однос на мигрената е 3:2. Тука улога круцијална има хормоналниот статус. Токму затоа жените кога се во период на репродукција, односно во период на бременост, имаат помалку мигренозни напади и тоа во првиот почетокот на бременоста 45% помалку, во третиот триместар дури над 80% достигнува тој процент, меѓутоа затоа после породувањето тие знаат да се вратат и со посилен интензитет. Така да веројатно хормоналниот статус, хормоналниот баланс и дисбаланс е причина зошто кај жената повеќе се јавува оваа болест. Кога сме кај возраста, дали возрастните пациенти има ли некоја група на пациенти, зборувам возраст, кај која што се појавува мигрена 30-40 години? И следно прашање ми е тука да ги ставиме и децата, бидејќи многу често и деца на многу мала возраст, уште откако ќе почнат да зборуваат, да ни речам во градинка, се жалат на главоболки. Можно ли и кај деца да се појави мигрена? Најчесто мигрената се јавува до 40-тата година, обично значи е болест на помлади жени, значи не ексклузивитет, меѓутоа рековме почесто е. Многу е помала веројатноста дека мигрена ќе добиете на пример после 50-тата година, ако тогаш се жали пациентка на вакви тегоби, треба да бараме друга причина. Да, кај деца исто така е честа мигрената. Обично меѓу 6 и 15 години е пикот во детската популација, со тоа што потешко се дијагностицира кај деца, нели, бидејќи рековме тоа е дијагноза од интервју, од разговор. Кај децата тоа често не може да се реализира не често, него никогаш како кај возрастен, нели, поради страв, поради феномените на криење, на лажење и така натаму, они не можат ни да ги објаснат симптомите. Така да малку е потешка дијагнозата и постојат некои круцијални разлики меѓу детска и адолесцентна мигрена. Да кажеме кај децата мигрената трае пократко отколку кај возрастните, што е еден добар знак, нели, за најмладите пациенти и обично е двострана. Нели, ако рековме кај возрастни е пола глава, нив ги боли цела глава. Така. Кога станува збор, се повторува мигренозната болка, кога се сомневате дека не е само мигрена, него има и туморозно некое ткиво? Често пати мигренозните главоболки се мешат најмногу со мозочни удари диференцијално дијагностички, особено ако не се работи за обична мигрена, туку ако се работи за мигрена со аура. Аура е еден феномен кога се појавуваат невролошки симптоми и тие се тие што не носат некогаш во друг правец. Тоа се најчесто симптоми од видот. Значи пациентите се жалат дека гледаат цик-цак линии или точки пред очите. Може да имаат пореметен говор како аура или одземено стрнење на некоја страна на телото, па тогаш ние мислиме и сликаме барајки и друга дијагноза. Тука треба навистина внимавање. Не можеш се да препишеш на главоболката и на мигрената, мора да се биде внимателен, бидејќи секој на крајот на криштата што е болен од мигрена има право и можност да се заболи од друга болест. Така. И за крај на интервјуто, бидејќи темава е широка, секако има за што да се зборува, една препорака до пациентите.
Мојата препорака до пациентите би била секој симптом на болка да го анализираат добро, да се јават на лекар за да си добијат соодветна дијагноза, за да се поштедат од непотребни, често скапи испитувања, тоа е најчесто магнетната резонанца на мозокот, нели? Сите ја бараат за да исклучат најстрашни дијагнози. И она што сакам да апелирам, да не земаат и лекови на своја рака, бидејќи многу често се соочуваме и со еден феномен на медикаментозно условена главоболка. Ако земате многу лекови против главоболка во текот на месецот, тие не само што нема да ви помогнат, туку може да ви бидат и причина за главоболка. Така. Ова беше доктор Марија Гешовска, почитувани гледачи од приватната болница Аџибадем Систина. Вие останете со нашата програма, следете не на веб порталот и очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.